Дечки, ајде, што чекаме? Ја чекаме водителката да отвори. Добра вечер, Македонија, добра вечер, извинници, добра вечер на стручната жири. Јас сум Анастасија Митревска од извинничкиот отред Феникс и вечерва директно во живо од мојата соба се вклучувам како ваш водител. За мојот изглед се погрижи мојот плахар од лани. Среќа што моите станцелости ми се точни, па така ми избраат за водител. А вие се надевам дека сте седнати покрај вашите мали екрани со топол напиток и новогодишен дух. Со нетрпение се надам дека го очекувате ова патување околу светот, тоест патување околу Македонија, наречено Scout Vision. Поради ситуацијата со пандемија во оваа година, нашата добро позната волонтерска забава ќе се одвива на поинаков начин со поразличен амбиент. А тоа е на Zoom. А сега се вклучуваме во живо од зелената соба, собата каде што е Драган. Драган, се слушаме? Да, се слушаме. Добро вечер и од зелената соба, каде што тука еуфоријата се спрема за да ги пречекаме самите учесници кои што учествуваат на Scout Vision, волонтерите на бирото, волонтерите на Сојузот, организаторите на овој настан и секако ќе имаме поздравен говор и од генералниот секретар на Сојузот на извидници на Македонија, кој што пред самиот крај ќе го соопшти волонтерот за 2020 година. Вечерва имаме 5 настапи и ќе го замолам Драган да ги представи првите. Ова вечер ќе не почестат со нивното присуство 5 одреди, односно првиот скопски извиднички одред под реден број 1 на ова надпреварување Scout Vision. Втори ќе ни се представат авантуристите, односно извидничкиот одред авантуристи од Кавадарци. Како трети ќе настапат извидничкиот одред Феникс од Прилеп, како четврти извидничкиот одред Методи Митевски од Брицо и секако надпреварувањето ќе го завршат извидничкиот одред Армонија од Виница. А сега да го чуеме системот на гласање и да започнеме со самото надпреварување. Гласањето ќе се одбива со оценки од 1 до 5. Секој ќе има можност и ќе биде на крајот после сите настапи. И со еден представник од секој одред ќе ги кажи како гласаја. Што туку ми јави од режијата дека треба да прочитам најава за првиот одред кој што ќе го отвори ова надпреварување, а таа е сосема добро скоцкана, односно едни дебармалски шарлатани кои што секоја сезона вадат нови маички и имаат најкул скаут мерч, спремиле некоја песна, кореографија или било што ќе ни прикажат, па сега први ги поканувам на сцената да настапат првиот скопски извиднички одред. Motor
Ако може еден аплауз за извидниците од Псио. Гледачите јавуваат дека имало технички проблеми, многу кочело, дури викаат некој премногу, дали ќе може да од режија да го пуштите уште еднаш видеото? Самите надпреварувачи се жалат дека можеби и поради техничките проблеми нема да им биде бодувано видеото така како што треба. Дали сега беше добро емитувањето? Па наред се вторите надпреварувачи нова велелепно надпреварување наречено Scout Vision 2020, па сега да ги чуеме извидниците од Кавадарци, односно извидничкиот одред авантуристи од Кавадарци, која точка ни ја припремиле за оваа вечер. Режија? Music make you lose control. Let's go. Chubby waist, thick legs in shape, rump shaking both ways, make you do a double take. Plan rock a showstopper, flow popper, head knocker, beat scholar, tail dropper. Do my thing, motherfucker. Rolls Royce, Lamborghini, Blue Medina, always beaming, rag top, chrome pipes, blue lights, out of sight. Love weed, sold in, say it again, sold in. Make that money, throw it in, booty bouncing, don't hit. This my shit. All the girls stomp your feet like this. Few times been around that track, so it's not just gonna happen like that. 'Cause ain't no holler back girl, ain't no holler back girl. Few times been around that track, so it's not just gonna happen like that. 'Cause ain't no holler back girl, ain't no holler back girl. I heard that you were talking shit and you didn't think that I would hear it. People hear you talking like that, getting everybody caught up. So I'm ready to attack, gonna lead the back, gonna get a touchdown, gonna take you out. That's right, put your pom-poms down, getting everybody caught up. Few times been around that track, so it's not just gonna happen like that. 'Cause ain't no holler back girl, ain't no holler back girl. Few times been around that track, so it's not just gonna happen like that. Ain't no holler back girl, ain't no holler back girl.
Завршија и кавадарчани. А сега, колку што ми јавуваат од режијата, мислам дека сите знаеме што следува, а тоа се реклами. Реклами. Интересно дела, ама да гледаме па. Еве, добро, ќе го пуштам се. Па ајде да ги проследиме нашите реклами. Дали и вам вака ви изгледа секое патување? Секое кампување ви предизвикува потешкоти поради пакувањето на вреќата. Колку фрустрации од толку банално нешто. Сте повикале пријател и повторно не сте успеале? Не грижите се, тоа останува во минатото. Затоа, нашиот нов изум е сега веќе на пазарот. Вреќа за вреќи 3000. Оваа вреќа не само што е доволно голема, туку и е многу едноставна. Нема повеќе буткање со сета сила, седнување врз вреќата за да ја собере и слично. Можете сами да ја спакувате. И како што кажува нашата драга Ноне, лесно ко 2 и 2. Но тоа не е се. Колку се јавите во следните 2 минути, добивате не една, не две, туку 3 исти вреќи по цена на една. Побрзајте, количините се ограничени. За нарачки ДМ. За нарачки ДМ кај близначките во лимитирани количини. Првите 100 добиваат 1+1 гратис, така ми јавија од режија. А сега да продолжиме со надпреварувачкиот дел, односно да ја чуеме или да ја видиме точката на извидничкиот одред Феникс од Прилеп. Режија? Почитувани извидници, дојде редот и на нашите представници од градот под марковите кули. Со мото, издигнати од пепелта, во 2015 година во извидничкото семејство се придружи големиот Феникс. Познати се по своите бројни учества на извиднички активности и одликувани се со голем број на награди. Оваа вечер ќе ви се представат во специјално издание во изведба на победничката нумера од 2014 година Rise Like a Phoenix од Кончита Вурст. Уживајте. Waking in a rubble, walking over glass. Neighbors say we're trouble. Well, that time has passed. Peering from the mirror. No, there isn't me. A stranger getting near.
Ова беше екстраваганца. Дали можеби овие се и фаворитите за победа на Scout Vision 2020? Ќе дознаеме на крајот од надпреварувањето. А сега би сакал да дознам дали тој десно гитаристот беше Стиви Рей Вон или Билиот Китчево Прилеп. Дали ќе може да се вклучи да го прашаме неколку прашања? Повелете. Колку време ви требаше да ја подготвите оваа топ numera? Па, ова е смислено во 3 дена, а го снимивме во едно 8 проби. Аха. А дали можеби вие како старешина ова ќе го предложите на старешинство за да ви биде можеби химна на одредот, знаете, Rise Like a Phoenix, Ау Бау? Па, во случај да не тужат австриците, да. Не е проблем, ќе средиме со Ебу, еве Зелената соба ве поддржува за таа идеја, а сега да продолжиме со нашите следни надпреварувачи, а тоа се извидничкиот ред Методи Митевски Брица од Скопје со numерата што ни ја припремиле. Ако може еден аплауз и за нив. Sieben, Alulu, 7712, 77 Alulu, 123, 77 Alulu, 7712, 77 Alulu, 123. Da sind weiter. Ich liebe 77 Alulu, 7712, 77 Alulu, 123, 77 Alulu, 7712, 77 Alulu, nur 1, 2, 3, das ist der Nogel. To dance or not to dance, it's not a question. Don't live to dance. Дали ви се допадна ова? А сега да ги слушнеме и последните надпреварувачи, па да се впуштиме во неформалниот дел, процесот на воутингот и секако поздравните говори и најважното прогласувањето на извидникот на годината за 2020 година. Следни ги повикувам да настапат, односно режијата да ги пушти извидничкиот одред Армонија од Виница.
Со ова ги завршивме сите настапи. Со ова ги завршивме сите 5 настапи, односно учесници одреди на Scout Vision 2020. Сега ќе поминеме на гласањето, на прогласувањето на волонтерот на годината, на забавата и секако најпрво ќе продолжиме со реклами. Шипката од шаторот повторно нестабилна. Имате проблеми во вашата извидничка врска? Ние го имаме решението за вас. Мултифункционална алатка за решение на сите ваши извиднички проблеми. Одлична реклама, значи како за претходната вреќа за вреќи, нарачки во ДМ 1+1 гратис, секако поневеројатни 999 денари. За првите 5 јавени добивате 3+1 гратис. А сега од стручното жири, од водителите да го слушнеме системот на гласање, пошто мене не ме бива за математика. Ќе ве замолам режија да го објасниме гласањето. Анастасија, дали се слушаме? Гласањето ќе биде со оценки од 1 до 5. Секој си гласа за фаворитот и не знаете, како што знаете, не гласаме за својот одред. Имате 10 минути и гласањето го прогласувам за отворено. А откако го прогласивме гласањето за отворено и додека одредите си ги кројат нивните стратегии за на кој да ги дадат нивните гласови, би сакал да го поканам генералниот секретар на Сојузот на извидници на Македонија да ги поздрави присутните и да го има своето годишно обраќање пред сите волонтери и членови на Сојузот. Владко, повели, подиумот е твој. Здраво, дечки! Владко овде. Како сте? А ме слушате? Да, во програма сте, повелете. Фала ви, господине, мислев дека имате некое прашање за мене, меѓутоа, фала. Најпрво вие, ако не е проблем, или сакате да започнеме со прашања?
може слободно, еве ја како прво да се обратам да кажам да ги поздравам сите што учествуваа во оваа скаутвизија со својот перформанс кој што беше одличен, супер млади талентирани извидници имаме. Ги охрабрувам од следниот пат сите да се вклучат колку што може повеќе и нормално најдобриот да победи. Токму така, а сега би ве прашал како Сојузот на извидници ја адаптираше програмата за оваа мощна, критична, некако и тмурна 2020 година. Одлично, како што можеме да видиме на еден од перформансите кој што го имаше од одредот Методи Митерски Брицо, кој што многу убаво направија како пресек за тоа како се помина годината согласно сите процедури, нели како организација здравето на нашите членови е пред се, така да програмата од аутдор што ни беше авантуристичка, гледавме да прилагодиме што е можно повеќе да биде сигурна преку вакви интересни, интерактивни активности заедно со нашите членови, со нашите извидници, развигорци, кои благодарение на нашите водачи и волонтери кои што се вклучија целосно во оваа идеја и со своето срце придонесоа кон развој и имплементирање на програмата, така да ништо без нив, така они со нивниот инпут што го дадоа во текот на оваа година направија све што можеше да се направи добро и верувам дека од наредната година уште повеќе нормално да се нормализира ситуацијата, ќе го дадеме најдоброто од нас. Ви благодарам, а сега стигнуваат прашања што ќе ги разбранат таблоидите, а тоа беше зашто плава жена ви претрча во позадината додека го имате вашето годишно обраќање? И дали можеби креп траката која што ја рекламиравте ќе ви помогне да залепите вашата врска после оваа афера? Видете вака господине Тануровски, ова нема никаква афера тука е чисто само професионално. Ние сме тука професионалци кои што дојдовме да го проследиме насловот, да го дадеме нашиот инпут и нормално да се вклучиме во живо колку што можеме подобро сите и да придонесеме кон ова ексклузивно шоу во рамките на Сојузот. А сега одговорете ми, дали вие како човек што ја рекламиравте креп траката, односно експертот од Топ Шоп, дали таа функционира? Односно дали имате испробано на терен? Значи, годишно искуство е тоа тука упрашање, значи, ако ја како извидник еве некој 14 години креп траката можам да кажам дека ми е прво нешто што оставам во мојот извиднички прибор, значи прво имам вреќа, после имам вреќа за вреќата како на првата реклама. Вреќа за вреќа 3000, нарачете во пораки 1+1 гратис во првите 5 минути. Така, имам поише, али нормално и креп траката како мултифункционален алат го користиме за секоја пригода, за се што можеме да ни текне. Видовте мал дел од асортиманот на услуги кои што го користиме, меѓутоа не сум тука да продавам креп траката, туку сум да зборувам за Сојузот и за волонтерите и нивниот придонес кон Сојузот. Еве, пошто гледам дека еуфоријата е голема во вашата соба каде што вие чекате, дали може и членот на старешинството Симеон Ангелов да не поздрави тука нас присутните? Здраво. Не се срами, сите сме тука. Не, нема никаков страм, тука сме со собрани сите, многу луѓе се следиме, задоволни сме од сите настапи кои што се на оваа Евровизија и се надеваме дека и во иднина ќе продолжи оваа традиција и нека победи најдобриот оваа вечер. Праши кој му е фаворит? Кој е вашиот фаворит, господин Ангелов? И зашто вашиот одред, односно извидничкиот паречански одред Јадран не настапи на ова велелепно надпреварување? Па јас како представник на старешинството, како што ме повикавте сега, сум неутрален и не можам да го дадам тој одговор. Во ред. Што туку ми стигна прашање од режијата до Владко или до било кој што го има измислено тој продукт, односно креп траката, колку котур треп трака ни е потребен за да истераме еден 7-дневен камп?
Видете вака за такво прашање ќе ве спојам со секторот од инженерскиот оддел, така да они ќе ви одговорат по детално за тоа прашање. Да, имавме такво искуство. На изминатата смотра се потрошија 477 креп траки со дебелина од 5 см и 327 траки со дебелина од 2. Ви благодарам. А сега да го повикам извидникот за 2019 година, Бојан Ѓошев, да ги поздрави присутните и дека треба да го каже главното за ова вечер, односно да го прогласи извидникот на 2020 година. Здраво, дечки! Како сте? Ние сме добро, а вие, Бојан, како сте? Дали ги облековте новогодишните чарапчиња? Која е вашата... Да, бе! Пред да учествувате и да се појавите на еден ваков велелепен корона кластер, како што пише овде, но ние не сме кластер, бидејќи е кластер серверот кој што не држи во Америка. Да. Добро, Драган, нешто друго, некој прашање за мене, да имаш нешто поинтересно? Па како се чувствуваше тебе кога те прогласија за извидник на годината? Многу возбудено се почувствував, а таков сум и сега моментално, бидејќи сакам истата возбуда да ја пренесам и на следниот извидник на годината што ќе биде за 2020 година. За 2020 година ќе го прогласиме извидникот само да ги слушнеме првен гласовите од одредите и да видиме кои најпрво ќе победат на Scout Vision-от. Ти благодарам, Бојан, се слушаме покасно повторно. Ајде. Режија, дали ќе може да добиваме видео врски од одредите? Само претходно би сакала да кажам нешто за ситуацијата во техничката соба. Најпрво големо извинување за сите технички проблеми на кои што не идовме, но сакаме да знаете дека сето тоа е резултат на огромната заинтересираност која што се добива за овој настан, така што имаме регионално пренесување во сите градови низ нашата земја и така што нашиот сервер кластер не може да ги обслужи сите тие побарувања, така што но ќе се потрудиме сите видеа да бидат достапни на YouTube и после Scout Визија, така што ќе може да уживате во вашите омилени хитови. Дали може да продолжиме на гласањето? Први на листата да ги имаме првиот скопски извиднички одред, да не ги представат нивните фаворити за гласање и да ја покажеме бодовната листа. Кој ќе биде представникот од ПСИО? Јас. Добро вечер, Ивана. Здраво, дечки. Што гледам се јавувате од домче. Како е атмосферата таму? Супер. Многу јасно. Како ви се допаднаа настапите на Scout Vision 2020, која се одржува традиционално по прв пат? Сите беа прекрасни, многу ни се допаднаа. Сега, ако може да ги добиеме вашите гласови. Епа вака, значи ние се договоривме дека ќе гласаме 1 поен за Брицо. Ајде. 3 поени за Кавадарци. Авантуристи. Извиднички одред авантуристи. И 5 поени за Прилеп. Колку поени? 5. 5 поени за Прилеп. Yes. А четворката, каде ќе ја искористите? Според тоа што го пишуваше од четот тука, сватив дека треба да има 5, 3 и 1 поен. Окей, као што кажав во најавата, не ме бива за математика режијата како кажала така. Ви благодарам, ПСИО, а сега ако може да ги добиеме на видео врска извидничкиот поречански одред Јадран. Кој е вашиот представник за да ги представи бодовите за гласање? Еве, јас сум. Добро вечер, Габриела од Зелената. Добро вечер.
Како се чувствувате на ова натпреварување? Некако учесник? Одлично. Да, малку тажно поради тоа што не сме како учесници, но сепак битна е дружбата. Ајде, до година има друг Scout Vision, може веќе види. Така е, да. Нашите поени ги распоредивме вака. Прво, честитки на сите учесници за одличните настапи. Навистина беше тешко да се спроведе ова гласање, односно бодување. Да преминам на главното. 1 поен оди за извидничкиот одред Методи Митевски Брицо. 3 поени за прв скопски извиднички одред. И 5 поени за извидничкиот одред Феникс од Прилеп. Ви благодарам на гласањето. Сега, доколку може да добиеме видео врска од извидничкиот одред Феникс Прилеп? Дали сме на линија? Да, на линија сме. Честната атмосфера владее кај вас, Дино, гледам. Се подготвувате за нова година, вајда ќе поминете дома по препораки. Тотално. Дали се слушаме први? Да. Супер. Би ве замолил тие после мене што сте за 5 поени малце подраматично да биде. Ајде. Гласовите од Феникс се следните. 1 поен од извиднички одред Феникс од Прилеп оди за извиднички одред Армонија. Идеме понатаму. 3 поени од извиднички одред Феникс од Прилеп одат за извиднички одред Брицо. И 5 поени од извиднички одред Феникс од Прилеп. Тропаме намаси. Одат за Пстио. Честитки. Ви благодарам. Имете убава вечер. Благодарам и тебе, Дино. Сега се префрламе доколку имаме представник од извидничкиот поречански одред Галеб Скопје. Дали имаме некој на линија? Секако дека имаме. Ајде, повелете со вашите гласови. Лепа вака. 1 бот, тоест првиот бот, ќе иде за драмрол. Извиднички одред Армонија. 3 бода за Псио. И 5 бода ние сме воодушевени од Феникс. Ќе ве замолам само горе од режијата да пишете чии се овие бодови. Дали се на Галеб, така? Да. Сега се префрламе во Кичево, односно во извидничкиот одред Мирко Милевски, да видиме каква е атмосферата таму, како го проследи ова натпреварување и да ги споделат своите гласови. Кој е представникот од Кичево? Повелете, во програма сте. Добро, може би имаме некои мали технички проблеми со врската од Кичево. Да преминеме на извидничкиот одред Еквинокс од Штип, доколку има представник. Дали имаме представник од Штип? Очигледно немаме представники од Штип.
Да преминеме на извинички одред Хармонија Виница доколку имаме некој. Виница, дали се слушаме? Да ги чуеме гласовите од доколку има некој пуштено на извидниците од Свети Никола, односно извидничкиот одред Гоце Делчев? Веројатно немаме ни представник од таму. Дали може би има од браќа Миладиновци? Бонием, дали се слушаме? Се слушаме. Ајде, повелете, представете ги вашите гласови. Ајде. Еден бот ќе оди за Методи Митевски Брицо. Три бода ќе ги доделиме на Илармонија Виница. И 5 бодови на Авантуристи Кавадарци. Браво, браво. А сега го затворивте гласањето со нив. Да ги повикаме извидничкиот одред Авантуристи од Кавадарци да ги прикажат своите гласови на стручното жири. Добро вечер на сите. Камерманот што се вклучува од Кавадарци моментално се опи од ракијата. Ќе бидеме без камера. Доколку може. Најде, повелете само со гласовите. Еден поен оди за Брицо. 3 поени за ПСИО. И 5 поени за Хармонија. Океј, ви благодарам. Следни да видиме дали ги имаме на врска извидничкиот одред Ластовица од Кавадарци. Зелена соба мала грешка да нема. Ластовица Кочани, пардон. Немаме ни од таму представник. Дали имаме од Крстејон Струга? Молика Битола? Нема ни од таму. Скаут Куманово? Здраво на сите. Фала ви на одличната организација, супер си поминуваме. Па да ги доделиме нашите поени. Ајде, повелете. Еден поен за прекрасните Брицо. Три поени одат кај Феникс. И 5 поени за Псио. Честитки. Ви благодарам. Да ги слушнеме доколку има уште од Пионер Охрид. Нема. Крстејон Струга. Наум Нумовски Борче Крива Паланка. Дали имаме представник? И секако да ги слушнеме
извидничкиот одред методи Митевски Брицо. Кој ќе ни ги представи поените? Добро вечер, студио. Овде јас со мојата колешка, се надевам се слушаме добро. Да, повелете, во програма сте. Пред се да ги поздравам сите учесници, да ви благодарам на сите, да ви се заблагодарам на сите што гласавте за нашиот одред. Секако ние би си дали и 10 поени да можевме, меѓутоа така е направено, не е за поскромни луѓе е направен надпреваров, така да Во услови на да пандемија, знаете, секако не може Да, да се мора малку да ослониме на бидеме многу по- професионалци, границите се затворени. Да, веројатно. Колку се може. Значи вака, Брицо гласаше вака. Нашиот еден поен оди за извиднички одред Армонија. Три поени Брицо им доделува на нашите јужни соседи Псио. И нашите 5 поени одат за Феникс. Ви благодарам на вашите гласови. Се надевам дека ќе поседите до крај за да го прогласиме победникот. Сега ги повикувам, ми јавија од режија дека сме добиле врска со извидничкиот одред Еквинокс од Штип. Штип, дали се слушаме, дали имаме врска? Да. Повелете, представете со вашите гласови. Нашите гласови ќе оде 1 за Брицо, 3 за Феникс и 5 за Псио. Ќе може само да повторите од режија убаво да ги напишат? 1 за Брицо, Океј. 3 за Феникс Океј. и 5 за Псио. Ви благодарам на вас. Со извидничкиот одред Equinox го затвораме гласањето за Scout Vision 2020. Сега режијата и жирито ќе ги пребројат гласовите, а ние да го погледнеме видеото каде што ќе видиме како се спрема волонтерите на за овој Scout Vision 2020. Режија? I wonder what is he dreaming of. All night we could... Harmony! Scout Vision. What were you dreaming? You were dreaming about me, weren't you? Yes. I had so many cute outfits planned for this year that I couldn't wear. So I just wanted to show you. See this? I love it. I couldn't wear it. Love it. Couldn't wear it. Then there's this. Love it. Couldn't wear it. Love it. Couldn't wear it. And this was supposed to be my cute costume, but no. Wasted. Та-на-на-на-на, подготовки за скаут ви... Uh-oh. Светли изгледа нема точен фустан, за да биде водителка на Scout Vision. The dreams have been crushed. Пем-пем. Дали видовте како се спремаше тимот, напорни подготовки, некој слабееше за да го собере во фустанот од матура, но не успеа. Некој наоѓаше, се снаоѓаше, некој илјадници склекови правеше за само да го собере фустанот са кото или било што од матура. Дали режијата ги подготви финалната табела со гласови? Само момент.
Ајде, Дино. Били доколку толку те интересира ова прашање, костумот ми пристигна директно од Лондон ми го поземи Джеймс Бонд. Драган, имаме победници. Дали ќе може Дино да ги представи победниците за Scout Vision 2020-та? Да. Дали сакате да почнем од последно место или да ја прикажам само табелата? Не, од последно почни. Од последно. Петто место на Scout Vision 2020 им припадна на извинички одред Методи Митевски Брицо. Четврто место новогодинешното Дечки ни значи. Scout Vision 2020 им припаѓа на Дале се извинувам. Петто место извинички одред Авантуристи. Простете ми, молам. А четврто место извинички одред Методи Митевски Брицо. Се извинувам уште еднаш. Ова дојде како на Мис Глобус која сгреши мисицата. Трето место на овогодинешното извиничко музичко надпреварување им припаѓа на извинички одред Хармонија. И сега второ место на Scout Vision 2020. Честитки на Ио Феникс. И победниците на овогодинешното издание, честитки Псио. Псио победи, а што туку ми јави од режија дека треба да го вклучам дечкото од спотот што е сладок како бајадера, да ни каже нешто повеќе за извидникот на годината и да за 2020 година и да го најави него. Бојан повели. Добро вечер, дечки. Искрено многу сум среќен што го освоивме првото место, бидејќи многу се потрудивме за спотот и за песната и за се. Мислам, ако сакате можете да го вклучите Иван Велковски, зашто он беше главниот што ја смисли целата кореографија и што го правеше видеото, така да може неколку спороди сличате од него. Информацијата, Иван, дали имаме врска? Имаме. Бојан не биде толку модест, исто така и ти имаше голем удел во целото планирање. Не мора така мајка да ми го дропнеш на мене. Со кошулата, со фризурата и со тие негови dance moves. Да, он е сам по природа, таков харизматичен. Колку дена ви траеше проектот, односно од почетокот, од концептот до завршното рендерирање на спотот? Искрени да бидеме, еден ден. Значи тој ден бил мощно продуктивен, така? Многу, да, од сабајле до вечер, дури беше буквално, мислам дека пратено видеото до последни минути. Добро, ви благодарам. Боки, дали може да го направиме моментот? За извинник на годината? Да, ама пред тоа да те прашам едно прашање што ми стига од таблоидите. Ајде. Дали косата ти е фарбана? Моментално не. Значи, бојата му е природна до сите што јавувате до режијата, дали има боја... Каква ми изгледа косата, брат? Кафеава ми? Па не знам, ете, таблоидите прашуваат, не прашувам јас. Може да се гласа за дали треба се слушам или да оставам вака фризурата, зашто вака ми е многу фраерска, некој вика дека не ми е баш. Добро, доколку имате некој мислење за косата на Ѓошев, пишете го во четот. Сега повели со твоето. Епа вака сега. Прво за почеток сакам да ги прочитам сите номинирани извидници што се за волонтери на 2020 година. За да продолжат и понатаму со работата каде што, мислам,
со начинот на работата како и до сега, за не се откажува да продолжат само и така понатаму, да го да го развиваат извидништвото и понатаму во нивните општества и градови и така натаму. Така да номинирани се Иван Гушев од извиднички одред Димитар Влахов Велес, Андреј Антов од извиднички порачански одред Јадран, Сара Крајчевска од прв скопски извиднички одред, Амелија Георгиевска од прв скопски извиднички одред, Габриела Ивановиќ од извиднички порачански одред Јадран, Ана Ладева од извиднички одред Гоце Делчев, Тијана Саздева од извиднички одред Гоце Делчев, Ина Михајловска од ИПО Јадран, Мија Шутева од ИПО Јадран, Ева Блажевска од ИПО Јадран, Клементина Ангелова од извиднички одред Навнумовски Борче. Само ќе те прекинам, мала техничка грешка. Трите што ги наброја, Ина, Ева и Мија се од извидничкиот поречански одред Галеб. Да, ја што кажав? Од ИПО Јадран. О, грешка, сум се збунил. Да. Нема проблем, просто од ИПО Галеб. Сепак мислам дека тремата е... Извинете, да, трема имам. Грешка, добро, од извиднички поречански одред Галеб. И Даниел Ангелевски од извиднички одред Гоце Делчев. Тоа се 12 номинирани. Така да, дечки, многу беше тешко за се одлучи кој ќе биде волонтер на 2020 година ради целава ситуација со ковид кризата. Оваа година за сите беше тешка. Сите вложија многу труд, поготово во онлайн програмата и во се оваа година, затоа беше многу тешко да се одлучи. Но на крај со сите што бевме во комисија одлучивме извидник на годината за 2020 година да биде Ина Михајловска! Ајде аплауз! Дали може би ја имаме Ина на врска да излезе на сцената, да ја прими наградата секако? Да, тука сум. Дечки, многу се изненадив. Браво! Гази! Фала! Колку напорно и колку... Драга, слушайте, брат, за да се слушна аплаузот, брат! Ајде, Бојан, можеш ти, ајде, направи аплауз за 20 души. Фала. Браво, Фала ви многу. Ина, би сакал да те прашам колку време, дали си возбудена, колку многу волонтерски часови посвети во оваа пандемиска година за да стигнеш до ова признание, односно волонтерна годината на Сојузот за 2020 година? Па не знам сега што да кажам, малце ме фативте неспремна, ама не знам, јас се трудев постојано да бидам активна, нели кога имаше нешто за онлайн програмите и така натаму и така, не знам друго што да кажам, стварно ме фативте во многу неочекувана ситуација. Кажавте дека сме фатиле неспремни, но мотото на извидниците е биди подготвен. Што мислиш за токму ова? Односно, не подготвена, а самото мото по кое што се водише биди подготвен. Дали воопшто не очекуваше дека ќе дојдеш до ова признание? Па не знам, јас секогаш кога се пријавав за нешто поврзано со извидници или генерално за волонтирање, никогаш не очекуваш нешто дека ќе добиеш за возврат. Не знам, така некако јас тргнав. И тоа. Дали ова ќе биде еден голем мотив за продолжување понатаму за поголеми успеси? Секако да. Ти благодарам, Мина. А сега да ја погледнеме повторно победничката песна на Scout Vision 2020. Режија, дали може?
со ова последна победничкиот настап на првиот скопски извинички одред, Ивана и Викса, да ве слушнеме со вашата еуфорија. Драгане, многу сум возбудена. Ова беше правиот момент да се искористио. Ајде, ова се вашите 5 минути, повелете што ќе кажете. Дечки, ви благодариме многу на поддршката. Никогаш не се надевавме дека ќе успееме. Волку, прво место, многу огромна чест. Им честитам и на сите други учесници. Прекрасни бевте. Чудо невиден бев од многу видеа предобри, значи веа стварно. Фала ви многу за поддршката. Се гледаме следна година на Scout Vision. Се надеваме уште побројна со многу повеќе песни и уште многу појако. Дечки, полека со еуфоријата од студио Дебар Мало се слуша и до студио Црниче. Да, и во зелената соба со плава боја стигнуваат гласовите од домчето на Псио. Сега со ова би сакал да го затворам официјалниот дел на Scout Vision 2020, да ве поканам на мала коктел забава со секој што има од фрижидер и да продолжиме со дружбата. Неформална, секако да се консултираме за до година што би правеле, како би одело, како се подготвувале и да си размениме по некој искуство. Ајде, дечки, feel free to unmute. Што има, бе, Боки? Како сме? Топа. Одлично. Добре. Иван, да те прашам нешто, што посака од Дедо Мраз оваа година? Не знам. Мене ме интересира зошто Иван е подпишан Бојан. Самата служба не се гледа од Грис. Па кажа, гледаш, јас сум Иван. А точно така и тоа ме интересира, брат. Зашто ги лажете Брат, луѓето? зашто ја видов дека он се подпишал Бојан Ѓошев, брат, и јас се Брат, подпишав лудички сме Иван бајцата, Бранковски. дека Лара, колку сте ја заеба. Да. Така, поздрав и до Анастасија Николовска. Анастасија. Ута сакам Срцето и го Бојане, стопи ама со... тој вистинскиот Бојан. Дечки, дали сака некој да се вклучи во живо, да испее на песна, праќаме по карго со наше платено карго креп трак. Не креп трака, мултифункционална алатка. 5 сантиметри дебелина. Јас би се нафатил да правам надсинхронизација, бидејќи моите вокални способности за пеење не се баш добри, но доколку сакате да имате најдобрата мултифункционална трака, тип 500, веднаш обратете се на телефонскиот број 0800 555 222 и во првите 5 минути додека трае рекламава ќе го добиете овој производ по неверојатна цена, плюс ќе добиете шипките кои што се скрашени гратис и ќе ви залепиме уште една извидничка врска. Ете, ова се е снимено, мислам дека ќе може да се исече таму, да се лепи, да се монтира и да го пуштиме во етер на Извиди ТВ уште утре. Мислам дека Боки ви сакал, Боки? Шо? Не, Јас имам едно прашање до Бојан Ѓошев. Брат, збори си, бе, брат. Ајде, зборете, Да, не... реално. Да, јас се согласувам со мојот извинички другар Владимир Камбовски, дека редно е водителот да испее нешто. Да, не ми стигнало од режијата се. Како прав џамбазо. Прочитав, мислам дека Тотално мислам дека водителот може да запее нешто. А и Владимир Камбовски не е Џамбазов проблем. пева запее нешто водител. Ајде, Само Бојан, мало. може и стихотворба нека, не е проблем. А чече, ја имам побитно прашање за Green Room-от. Данру, Драган, дали имаш нешто под сакото облечено, брат? Ако станеш сега, дали си по боксерици, брат?